Отпуштените работници од Баргала од денес започнуваат правна борба бидејќи сметаат дека отказните решенија им се незаконски. Околу 70 од нив предпладнево беа во просториите на синдикатот, од каде им е обезбедена комплетна поддршка. Приговор во што имаме отказните решени што ги имаме добиен. Меѓутоа сега треба ние лично да го однесеме тама, а пред Баргала не примат нас. У Баргала не можем да улегнем, а треба ни печат баратно, тука печат на тоа. Ја не знам што да пратиме нешто приговор, изјава и у Баргала да пратиме да добиеме нешто. Зошто работниците сметаат дека се измамени? Важно газдата наумче што лаже дека сме одбиле работа, тоа не е точно. Еве ја лично за мене ќе кажам. Работи дури мајсторицата. Дојде и ми кажа да ја можам да останам дома, да дојдат други. Јас се сама понуди. Еве нека ме гледат. Сама се понуди и продолжи. Она ми беше рекла мајстори со еден ден, ја продолжи още 2 дена. На неопределено време. Толку години работам и превоз немаме со една од нашето село. И не пушти на 70%. Не ми е никој јавил дека треба ја да идам на работа. Да се јава. Оти ми речеа, ќе ми се јават кои ќе ми пуштат превоз, тога и да дојдам. Кога гледам, стигнуваме отказ. Ставот на работниците го поддржуваат и синдикалните правници кои констатирале следно. Работниците на незаконит начин добиле отказ поради нарушување на работниот ред и дисциплина и нивно недоаѓање на работа 3 дена, меѓутоа од страна на претпоставените им било кажано да не доаѓаат на работа се додека не бидат повикани, така да во конкретниот случај се работи за класична измама. Ние уште вчера поднесовме пријава до Државниот инспекторат на трудот, а сега подготвуваме дополнителни материјали за да поднесеме и пријава до јавното обвинителство. Почетокот на правната постапка за работниците е делимична утеха бидејќи тие знаат дека овој пат е долг и трнлив, зошто во меѓувреме треба да се живее. Немаме ништо. Нема осигурување, нема плати, испудија некако кучиња. Јас сега ќе одам ќе земам опчиња една кутијичка 3000. Одек да земам? Да овам шо? На 40 години стаж ние ќе одаме по улици тука. 4 месеци. До ноември треба да одам у пенсија. Пак ништо. Ќе чекам без работа, без ништо. Сите имаме сметки, сите имат кредити, банките гонат. Одек? Не знам како ќе преживееме. Здравство колку време немаме. На секоја жена од нас треба и лекар. Она што во моментов ги загрижува сите сепак е фактот колкава и како вид сатисфакција работниците ќе доживеат и во случај правно да излезат победници. Пред нив тоа веќе го имаат направено и други работници, но добар дел од нив пари не само што не зеле, туку по различни основи останале должни.